Македонија забрзано напредува. Расте бруто домашниот производ, растат инвестициите и вложувањата. Паралелно државата го намалува јавниот долг. Лани растот на БДП изнесуваше 3,5%, додека пак предходната година 3%. Од друга страна, јавниот долг на крајот на јуни изнесува 58,8% од БДП, при што се забележува континуирано намалување. Споредено со крајот на 2024, долгот е намален за 2,6%. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека ваквите резултати се должат на правилно спроведените економски политики од оваа влада, кои се на врвот на листата на приоритети. Ако се спореди периодот на претходната влада СДСМ со периодот на оваа влада, ВМРО вреди и знам, тогаш ќе дојдеме до следниве параметри. За 3 пати пократок период, бруто домашниот производ пораснал за 120 милиони евра повеќе. Со други зборови 3:1. Полека таков е и односот на рейтинзите на политичките партии, но такви се и резултатите во економијата. Дали е тоа доволно? Не е. Дали треба уште да се работи? Да, но имајќи предвид дека до пред 3 години бевме убедливо на дното во регионот, сега сме веќе на прво или второ место кога станува збор за овие параметри. Градежништвото засега е моторот на растот на македонската економија. Покрај општините кои започнаа со градежните активности, силен раст во секторот придонесува изградбата на автопатите и железницата. Се гради инфраструктура која треба да донесе континуиран раст на економијата. Кога ќе ги погледате последните параметри, ќе дојдете до заклучок дека градежништвото расте со стапка поголема од 30%, по делот на издадени одобренија за градење, но исто така она кое што нас посебно не охрабрува е и вредноста на работите кои што ќе се реализираат во градежништвото, која што исто така е над 30%, споредено со истиот период од минатата година. Покрај градбата на новите објекти паралелно се работи на веќе започнатите големи инвестиции. Следниот месец започнува изградбата на автопатот од Скопје до Блаце. На почетокот од следната година се очекува да започне со градба брзата пруга кон Грција по коридорот 10, а паралелно се работи на железничкото поврзување со Бугарија. Со несмалено темпо се обезбедуваат и ресурси за стабилна енергетска состојба во државата со гасното поврзување со Грција, со што Македонија од две страни ќе се снабдува со газ, а паралелно ќе извезува и кон Србија откако ќе заврши поврзувањето по коридорот 10.